каков пронајдов, замисли. Значи, толку добро го менаџираа финансискиот систем до сега централните банки, што сега бараат од нас да им дозволиме да продолжат уште подобро да го менаџираат со едно копче. Значи, Централна банка и незината дигитална валута. И сега наједнаш читам некои си артикли, Народна банка на Република Македонија се припрема за дигитална валута. Пак ќе кажам, затоа што толку добро ја менаџираат инфлацијата, толку добро го менаџираат финансискиот систем, сега треба да им дозволиме со едно копче да може да креираат тоалетна хартија. Значи, доде уште милион денари, зошто ова не? Кој ќе да запре? Од друга страна, овие не ни следат. Гледаат турски серии на Сител, гајле име. Добре, инфлација има, што има врска, се девалвира денарот. Млеко вчера било 100, сега е 150. Нема врска, уреде, така. Значи, без разлика сега тоа што ние се сезаме овеќе и што стварно жално, него менува фактот дека реално ова доаѓа. И пак ќе кажем, ако криптотехнологијата немала потенцијал, зошто 90% од земјите во светот развиваат дигитална валута на Централната банка? 90%. Значи, од 200 земји, отприлика 180% развиваат дигитални валути на централните банки, што се блокчейн. Иста технологија. Разликата е во тоа што има еден нод. Што значи еден принтер можеш така да прави, да додава, да одзема, да ви забранува, да ви кажува кај ќе ги трошите овие пари, да ви каже чекај стој. Нема што ти да купуваш сега у Гевгелија, ќе се седиш у Велес. Значи ти у Велес ќе можеш да трошиш, у Гевгелија твоите пари нема да работат. Тоа е она што сакаат да не натераат да им го дозволиме, но тоа е друга приказна. Идејата која е? Зошто државите развиваат блокчейн технологија ако не е добра, така? А вас ви убедуваат преку талиња по Шител телевизија дека ова е некако си балон, немој плашете се, никако чекај полека. Нека купи прво BlackRock, па BlackRock ќе ви продава вас по нивна цена, не се секирајте. Значи само не, со таа напред, така. Лична идентификација, значи веќе е општо познато дека голем дел од проектите развиваат лична идентификација. Тоа е нешто што нема бегање, да бидеме реални. Кој што не можеш моментално да се шеташ без пасош и без лична карта, за жал, тоа е реалноста, нема да можеш да се шеташ без дигитална практично идентификација на блокчейн. Само прашање на време е кога. Разликата е во тоа што некој може да ти произведе пасош, како што ние моментално произведуваме пасош за сите косовски мафијаши, така. Значи нема косовски мафијаш што нема македонски пасош. За разлика од тоа, кога имаме блокчейн, такво нешто нема да може да се случи. И нема да може да има еден човек со 10 пасоши со 10 различни имена. Ќе може да има еден човек со еден пасош и толку. Зошто? Затоа што пак се враќаме истото. Блокчейн е нешто што не може да го промените. Такво е, запишано е и тука завршува. Што значи дека на крајот од денот колку негативно, толку и позитивно, барем ќе знаеме кои сме и колку сме, така. Тоа ќе видиме дали се 20%, така. Сега, станува збор за приватен сектор. Тоа не го менува фактот дека ова што го зборуваме е само мал процент кој што државата го користи и тоа е само неколку примери со цел да покажеме дека кога ќе ви рече кој користи блокчейн, кај си видел ти блокчейн, луѓе очекуваат да го гледаат така да лепти, да гледаат моментално како се движат или биткоинчи. Значи многу луѓе не, значи проблемот што е? Они не разбираат дека ова е технологија која што ќе ја користат, нема ни да знаат дека ја користат. Голем дел ја користат, немаат ни појма дека тоа што го прават се одвива на блокчейн. Тргни од геймерите. Sony, една од најголемите геймерски куќи, изгради Layer 2 на Ethereum. Зошто? Зошто една од најголемите геймерски куќи во светот прави блокчейн технологија? Немаат потреба, така они секако имаат огромна количина на луѓе што играат. Верувам дека поголемиот дел од вас имате Sony дома, така. Може сте Xbox, ама како и да, имате Sony, така. Која е поента? Ако нема напредок оваа технологија, ако не нуди толку голема технолошки напредок, зошто тогаш Sony гради Layer 2 на Ethereum? И сега наједнаш вас дали ќе биде овоа на обичен софтвер или ќе биде на Soneum, нема да именува ништо, така. FIFA си е FIFA. Нови играчи секоја сезона, на крајот од денот ти играш FIFA, ама ти не знаеш дека ова е на блокчейн и дека веќе нема потреба од тоа, например, да го купуваш по 3 пати затоа што си го заборил мејлот, еднаш го купуваш со таа блокчейн адреса и го имаш за цел живот, така. Поентата која ми е? Значи сите овие големи корпорации со нивното придвижување кон блокчейн ми покажуваат дека сето ова се движи во тој правец. Во сите сегменти, значи сега не е во само финансии, колку различни сектори спомнате, така. Токенизирање на државни валути, како што веќе спомнав, стейблкоин,
Што се случи пред само некој ден? Испаѓа 4 бандити, така, на сцена у Мујка и вика вака: ние ќе дадеме се од себе за да го промовираме што може повеќе USDC, односно токенизираните долари, затоа што вика ни помага што повеќе долар да се користи на околу светот. Арно им текна, Арно им текна од тоа цел свет го користи, добре што им текна дека моја позитива за нив, така. Но што ви кажу, се користи. Луѓе го користат USDC на дневна база. До степен што Централната банка на Европа мораше да направи закон со кој што се забранува да се користи стейблкоин на друга држава затоа што се исплашени дека ќе се намали користењето на евро. И тоа сме го покажале многу пати до сега. Мика, главната причина за Мика се стейблкоините. Они сакаат да забранат користење на американски стейблкоини, затоа што вие практично успевате да го направите тоа што Америка го сонува последниве 30 години. Да го превземе европскиот пазар со стейблкоини. Затоа што е многу поедноставно да функционирате со стейблкоини наместо дигитални пари. Оти банкава не праќала на таа апликација, ваа банка за таму да прати требало да имате second FA аутентификација, па со таа држава не соработуваме, USDC оди сегде, USDT оди сегде, немој каде. Кај го праќаш таму стасува. Немаш потреба од верификација, немаш потреба од некој да ти дозволи, каде ќе го пратиш таму ќе стигне, така. И сега што гледаме ние? Дека моментално стейблкоините стануваат многу ликвидна ствар, многу користена ствар. Безброј милиарди се токенизирани во стейблкоини затоа што е многу лесно да ги користиш, така. Од друга страна не чекаш банкстер да ти дозволи да платиш или да добиеш нешто, така. Меѓуграничен трансфер на капитал, секојдневна ствар. Во денешно време, зошто да одам MoneyGram, кога едноставно можеме да ти пратим стейблкоини на новчаник, кој што ти можеш било време да ги користиш со дебитна картичка, така. Значи, меѓуграничните трансфери во MoneyGram и Western Union ќе станат историја, само прашање на време кога. Затоа што нема потреба peer-to-peer. На кога сакаш во било кое време. Му праќаш on-chain. Единствена работа што плаќаш е фи, кое што некогаш е смешно. Еве USDC или USDT на Tron, фи тоа е смешно, така. Зошто сега би одал ја у Western Union, па на кого, па адреса, па нема потреба. Значи се што треба да ти даде адреса, така. Што значи дека сето тоа се решенија кои што моменталната технологија ги нема, а ги има блокчейн, така. DeFi, децентрализирани финанси, lending, borrowing, значи сето оно што моментално можеме да го најдеме, како на децентрализирани инновации, така на lending, borrowing платформи, дали е тоа балансер, Ааве и така натаму. Сето тоа што овдека ќе треба месеци за да го добиете, така. Значи вие за да позајмите овдека од банка, уште крв од девица треба да побара, така. За разлика од тоа, од Ааве можеш да поземиш за 5 минути. Не ги интересира ни дали си црн, ни бел, ни плав, се додека имаш тоа што им е потребно, ќе те позема, така. Што значи дека DeFi станува многу популарно. Нешто што дефинитивно се исплашени централизираните финансии да не ги замени, така. Глобална логистика, извоз, увоз, следење на продукти, VeChain. Моментално VeChain е еден од лидерите во оваа категорија, каде што вели вака. Што и да сакаш, каде и да сакаш, целиот пат, од производство до буквално кога ќе се наоѓа во маркет, сето тоа може да биде следено со еден чейн, со VeChain, пример. Буквално производ, да речеме што се јаде, не е битно, што и да е, алба имаме тука, така. Значи од Плагој Ѓоев, кој откупува, од која нива, каков тип на пченка, како е тоа преработено, што се случувало во фабриката, до самата полица. Се on-chain. Значи фабрика моментално Плагој Ѓоев ќе има on-chain целоси потатоци како се движи производството од почеток до самиот крај. Ниту една друга технологија вакво нешто не нуди, освен блокчейн. Oracles, моментално ова е нешто што е нормално битно за блокчейн светот, затоа што без Oracles немате комуникација со надврешниот свет. Oracles како блокчейн, како Chainlink и како Bit, моментално се двата најголеми Oracles кои што на најголемиот дел од блокчейните им дозволуваат да комуницираат со надврешниот свет. Затоа што самиот блокчейн по себе е затворен механизам. Значи истиот представува собствен екосистем и програмски јазик кој што надворешниот систем не го разбира. Единствено комуницира преку Oracle, сега за сега, така. И затоа Chainlink и Bit има толку добра позиција и толку добар профил. Затоа видовме дека Chainlink во неговото постоење од 6-7 години
веќе има направено 20.000% профит. Значи инвестирање во клучна категорија, во клучен проект кој што гледаме дека е незаменлив за целата блокчейн сфера. Тоа е делото од истражувањето. Тоа е делото од едукацијата, така. Но оваа ситуација ми покажува дека нашата долгорочна едукација која што ја правиме со цел да утврдиме категории на проекти, нивен потенцијал, што се обидуваат да решат, не е залудно, така. Ви покажува дека кога ќе ги најдат овие клучни категории, истите можат да ве направат доста богати. Блокчейн и вештачка интелигенција. Треба ли да се зборува? Значи, иако моментално имаме проблем со DeepSeek во Кина, тоа не го менува фактот дека овој bull market, FED, BitTensor, TAO и останатите блокчейн и вештачка интелигенција проекти се доста продуктивни, доста профитабилни. Сега некој вас може би влегало последниот дел додека има корекција, ама FED, AGX и Ocean, кои што се здружија во ASI, направи нов all-time high през сите останати проекти во bull market, така, уште во раните месеци на 2024 година. Што значи дека on-chain вештачка интелигенција е нешто што е многу барано и го гледаме во многу различни проекти. Интересното е што многу луѓе не разбираат дека кога станува збор за вештачка интелигенција, моменталната технологија која што имаме е еднаква на новороденче. Значи ние сме на самиот почеток на развој на оваа технологија. Допрва колку само ќе се развива истина. Децентрализирана физичка инфраструктура. Ова е нешто што ќе го револуционира целиот свет. Зошто го изборам ова? Просперитет. Земете едно село. Буквално се наоѓаме пред само неколку години, би рекол декада, пред да нема потреба од село. Комплетно.